Здраво, дечки, денес има видео за мојот компјутер. Ќе ви покажам како изгледа компјутер што не е чистен точно 6 месеци. Зашто треба да го чистите компјутерот и како убаво да го чистите. Еве сега може да ги видите моите делови. Имам процесор Ryzen 7 5800X. Графичката е Asus Strix 1660 Super, а рамот е HyperX Fury 16 GB од 3200 MHz. Матичната е Gigabyte P550 DS3H, а кукиштето ми е Lian Li 215. И да, и напојувањето е Cooler Master M2 720W. Напојувањето ми е многу старо, знам, ќе го сменам наскоро, се надевам, ако најдам некој подобро. Така. Не сме на преска, кулерот на процесорот ми е од Deepcool Gamax 400. Многу лесно се вади, има како две штипки од страна, ги пушташ и одма искача вентилаторот, како што гледате има доста прашина. Сега уживајте во неколку таймлапсес и се надевам дека ќе ви биде интересно. За мојот кулер има 4 штрафа што дадува матичната, ама обично сите кулери има 4 штрафа, така да не би требало да биде многу различно од ке мене. Едноставно ги штрафуваме, не треба да има многу притисок, лесно треба да оди. Можно е малце да ви биде залепен од термалната паста, зависи колку е стара. Ако е малце залепен, само го зимате кулерот малце лево-десно го вртите и би требало да искочи. И кога ќе го извадиме, гледаме колку многу прашина има. Дека вентилаторот дува и ја собира тука прашината. И од доле пастата е веќе почна да се засушува. 6 месеци, според мене е таман време за менување на паста. Ова е од доле филтерот, под напојувањето седи, под кукиштето скроз. Има вентилатор еден од напојувањето, кај што се собрала големиот дел на прашината. Ајде да го чистиме сега тоа. Ова е исто како долниот дел, филтер за вентилаторите да не фаќаат толку прашина. Многу лесно се чисти со марамица и еве како испадна. Хладилникот од процесорот е многу прљав, како што видовте преска. Ова најубаво да земете со компресиран воздух или на компресор да го издувате. Јас го правев со влажна марамица, колку да можете да го гледате тоа, да ви покажам колку многу прашини имаше. Не успеа баш најдобро, ама заврши работата. Гледате какви купчиња прашина се создадоа тука. Од доле со алкохол и со обично суво крпче. У мој случај ова е етанол, 95% ако не се лажам. Зимате, пребрешувате неколку пати и доста лесно се вади термалната паста. За вентилаторот на кулерот на процесорот, прво почнав со чепкалки за уши и со етанол. Детално убаво ги поминав место дека што имаше највеќе прашина. После се откажав малце и земав влажна марамица и поминав се. Многу полесно беше, многу по убаво го исчисти, така да ми тоа не е лошо.
Кај графичката, прво исто земав со чепка за уши, но потоа земав четка со многу меки влакна, ја натопив во етанол и околу вентилаторот, околу сека перка поминав. Многу лесно се исчисти прашината и нема баш шанса ништо да се оштети. После земав малце поголема четка исто со многу меки влакна и ја поминав од надвор од секаде, од позади, портовите HDMI и DisplayPort и доста е. Идеме на интересниот дел, го чистиме процесорот од старата термална паста, земаме со алкохол, неколку пати поминуваме и доста лесно се вади. Потоа ја земав големата четка и поминав околу киштото да ја размрдам прашината и земав марамица и одма ја собрав. Пастата што ќе користиме е како секогаш MX4 од Arctic, една од подобрите пасти. Ставаме во форма на X, според мене на заемде процесори ова многу подобро се расширува низ целиот чип и поубава конекција прави со кулерот. И за крај враќаме се каде што си беше на место. Проверуваме кога го ставаме кулерот на процесорот дали убаво е стегнат само, дека мора да прави убава конекција. Се друго, знаете кај иде, ќе оставам да го гледате видеото на рајот. За тоа време, вие не забравяйте да ставите лайк и субскрајб ако ви се допаѓаат вакви видеа. И еве го крајот. Што мислите, како искочи? За некои 15 на 20 минути чистење, мислам дека беше феноменално. Јас сум задоволен. Па за 6 месеци пак. Фала ви многу што гледавте видеото, напишете ми еден коментар дали ви сакале повеќе вакви видеа за компјутери и поздрав.